И годинава нема кој да ги пасе македонските овци. Сточарите бараат овчари од Албанија, зашто во регионот за овчарскиот стап не сака да се фати речиси никој. Па не знам како тоа преку влада треба да се унадува од Албанија. Доваѓаат луѓе, сакат да работат, ама наши тука па и прават проблеми, ги бркат. Те немали пријавување, друго, трето, по кој начин тоа да го изведеме, да ги пријавиме како работници, тие работи, тоа треба да се усоврши. А од Албанија има луѓе заинтересирани тука за работа. Макар и они не се стабилни, ја имаме тај проблем, али други кои нема, мора и на нив да обстанеме. Недостигот на овчари, платата за оваа работа ја кренаа на над 500 евра, но дури и за овие пари работници нема. Од друга страна, сумата е превисока за стандардот на сточарите, па тие се потешко врзуваат крај со крај. Јас имам 213 овци и 15 кози, не може да се обстане. Па овчарот кога платиш 500 евра, не може да останеш. Нема, и тоа нема каде да одеме. Само во источниот регион фалат околу 30 овчари. Од ова работа луѓето бегаат како ѓавол од крст, зашто цел ден да се биде околу стадото реално не е лесно. Ма зашто е тешко? Од сабајле, од 5 па вечер до 9. Цел ден се имате обврска? Што ќе има? Се појма, музење, пасење, да ги докараш, да ги наранеш зимно време. И тоа е работа. Токму ова е една од главните причини за недостиг на овчари, но и голема опасност од драстично намалување на стадата со овци. Неможноста да се обезбедат луѓе, сточарите ги принудуваат да ги намалат стадата. Така, од околу 200.000 овци и кози пред 5 години, сега во шталите има нешто помалку од 150.000. Тоа автоматски значи и помалку месо и млеко, односно дополнително осиромашување на регионот.